Good evening to everyone. Добър вечер на сите. Just some more presentation and we are at the end. Уште малку презентации ќе дојдеме до крајот. But I hope will be only the beginning for you. Меѓутоа, јас се надам дека ова ќе биде само почеток за вас. The beginning of a new discoveries from Bible and from Spirit of Prophecy. Почеток на нови откритија од Библијата и од духот на пророштвото. And if possible from our history. И ако е тоа можно и откритие од нашата историја. In this evening we'll have a subject entitled The Remnant and the Dissidents. Ова вечер насловот на нашата презентација е наследството на светлината, е тоа заедничкиот наслов, меѓутоа насловот на четвртата презентација е остатокот и дисидентите. It will be a conclusion of what we have studied in the last two evenings. Ова ќе биде заклучок на оно што го проучувавме во минатите две вечери. But we also will have something new to discover. Но ќе откриеме и нешто ново. The first slide contains a code that we have already know. Во првиот слайд имаме еден цитат кој што веќе го имаме видено и го знаеме. Can you read it? Може да го прочитаме исто од Джордж Најт, од една од неговите книги. Основната теза на оваа книга, значи на таа негова книга, е дека ние не можеме да го разбереме адвентизмот и неговите денешни теолошки потешкоти, освен ако не ги разбереме настаните од 50-тите години од 20 век. So, in the book End Time Events and the Last Generation, Значи во оваа негова книга, последните настани и последната генерација, George Knight tries to convince his readers Джордж Најт се обидува да ги убеди своите читатели that they cannot understand Adventism if they do not know what happens in 50s. дека тие не би можеле да го разберат адвентизмот ако не знаат што се случило во 50-тите години од минатиот век. And he has right. И тој има право со ова. Now, let's remember what we can learn from the history of the 50s. Ајде да запомнеме што можеме да научиме од историјата на тие 50-тите години од минатиот век. First point to remember and to learn is Првата точка која што треба да ја запаметиме и да ја научиме е дека оваа книга напишана со цел, значи се мисли на книгата Доктринални прашања, Questions on Doctrine, дека оваа книга напишана со цел да донесе мир помеѓу адвентизмот и калвинистичкиот евангелизам, всушност донела расцеп помеѓу адвентистите. these are the words of George Knight. Let's read them. Ова се зборовите на Джордж Најт во цитатот што ги имаме. Значи, Доктринални прашања лесно се квалификува како книга која највеќе дели во историјата на адвентистите на седмиот ден. Книга издадена со цел да помогне да донесе мир помеѓу адвентизмот и конзервативниот протестантизам. Нејзиното издавање всушност донесе пролонгирано оттуѓување и одвојување на адвентните групи кои растеле околу неа. So, according to George Knight, the book Questions on Doctrine Значи, според Джордж Најт, оваа книга, Доктринални прашања, easily qualifies to be the most divisive book in our history. лесно се квалификува да биде книга која што највеќе донела до поделби. Now, who printed the book Questions on Doctrine? Е сега прашање, веројатно ќе го знаете одговорот. Who edited? Кој ја издал, кој ја подготвил, значи оваа книга, ја испечатил, оваа книга Доктринални прашања, од кого е издадена? I'm not referring to the publishing house or to the printer. Значи не ова не прашањето не се однесува на тоа кој ја отпечатил книгата. I'm referring to those who edited it. Значи не е Бранко Гапо или не знам, не е печатница, туку оној кој што ја кој што ја подготвил. Do you remember? The Adventist. Yes, the Adventists, but who? Адвентистите, да, меѓутоа поточно кој? Yes, yes. So the General Точно, Conference значи генералната конференција of the Seventh-day Adventist Church на Адвентистичката црква published what George Knight named ја издава оваа книга која што
Джордж Найт ја нарекува the most divisive book. книгата која што довела до највеќе поделби. A second issue that we can learn from the 50s. Второто нешто што можеме да научиме од 50-тите, втората точка е дека ние поставивме основа за теолошки систем каде основната улога на светилиштето беше заменета со евангелска ориентација. These words are written by Fernando Canale. Следниве зборови што ќе ги прочитаме се напишани од Фернандо Канале. Let's see what Fernando Canale is saying. Да видиме што вели тој. Кога адвентистите влегува во просториите на секуларните универзитети и евангелистичките семинари во текот на 60-тите години, нивното адвентистичко искуство и саморазбирање беше под силно влијание на новата протестантизација на адвентизмот, поттикната токму од книгата Доктринални прашања. Во некои оддели на црквата, комбинацијата од книгите Доктринални прашања и судбоносното движење, што ја спомнавме од Фрум, кого беше, предизвика префрлање од светилиштето на евангелското евангелие. So Fernando Canale is saying that the book Questions and Doctrine Значи Фернандо Канале вели дека книгата Доктринални прашања nurtured the Protestantization of Adventist mind. значи на некој начин го поттикнувало, го одржувало протестантизацијата на адвентистичкиот ум, да, на умот на адвентистите. Now, the third point that we can learn from the history of the 50s is Третата точка која што можеме да ја научиме од историјата на 50-тите е следната, под број 3, дека лажевме како црква официјално, систематски и јавно со цел да добиеме прифаќање од оние што се од друга вера. okay, let's read this to quote to have them in mind. George Knight is saying this. Овие се цитати од Джордж Найт, кои исто така ги имавме претходно. Фрум и неговите колеги не само што погрешно тврделе дека мнозинството адвентисти верувале во Христова човечка природа поинаква од онаа нападнатиот грешник, туку отишли чекор понатаму да ги поистоветат со налудничева крајност во деноминацијата сите оние кои го имале гледиштето на Андрисен. Повеќе од тоа, книгата Доктринални прашања, претежно развиена од Фрум, била исто така помалку од искрена во изнесувањето на оваа тема, се сеќавате, читавме овие цитати. Типичен пример за тоа е што поднасловите кои представуваат вовед во цитатите на Елен Вајт не секогаш верно го одразуваат материјалот од нејзиното перо. И втори цитат: не можејќи да го заобиколат проблемот, изгледа дека Фрум и неговите колеги биле помалку од искрени за тоа што повеќето адвентисти го верувале на оваа тема уште од средината на 1890-тите години. Според Бархаус, адвентистичките водачи им рекле нему и на Мартин, на Валтер Мартин, дека мнозинството од деноминацијата од секој сметало дека Христовата човечка природа била света, безгрешна и совршена, значи лажеле. Now, Што истакнавме. we stop a little here. Ќе застанеме овде малку. If this shift, the movement from traditional Adventism to the evangelical Christianity, it's okay. Ако ова поместување, значи од традиционалниот адвентизам кон евангелското христијанство е во ред, Everybody from this world, in Christian world, should be happy. тогаш сите на оваа земја, поготово христијанскиот свет, би требало да бидат срекни. The evangelical churches don't have any reason to be upset on Adventist. Тогаш евангелските цркви не би имале никакви причини да бидат вознемирени од нас. And they should not advise people do not go to the Seventh-day Adventist Church. Или не би требало да ги советуваат луѓето да не одат на богослужение во адвентистичка црква. You see, in the world, a lot of evangelical alliances. Знаете, во светот постојат многу евангелски алијанси. Also in Romania, there is an alliance between the Pentecostal churches and the Baptist churches. Во Романија исто така постои една алијанса меѓу пентекосталните цркви со баптистичката црква. They work together. Тие заедно работат. And they are not trying to say that the truth is not in other church, but is at them. И воопшто не се трудат да
се надпреваруваат околу тоа каде е сега вистината, дали кај едните или кај другите. Now, if it was okay for Adventists to move from the sanctuary doctrine to the evangelical gospel, Е сега, ако било во ред да се случи тоа поместување од традиционалниот адвентизам кон ова евангелско христијанство, the evangelical churches have any reason, or don't have any reason to speak against Adventism. тоаш, значи, евангелистичките цркви, евангелските цркви немаат никаква причина да зборуваат против нас, против адвентизма. Because the gospel is the same. Бидејќи евангелието е исто. And because the gospel is the same, А поради тоа што евангелието е исто, the details as the Sabbath or the clean or unclean food does not matter. тоаш деталите од типот сабота, чиста или нечиста храна не се ни толку битни. But if what happened, it was not good, Меѓутоа, ако тоа што се случило не е во ред, Adventists тогаш адвентистите and those who are trying to find the truth and are outside of this church, и оние кои што се обидуваат да ја пронајдат вистината, а се нели надвор од црквата, they must understand clearly and decide for what is truth. тие мора јасно да одредат што е вистина и да донесат одлука. Because it is clear that the Seventh-day Adventist Church is totally opposed to what we know as being Christianity. Бидејќи е јасно дека адвентизмот е тотално спротивен на она што денеска го знаеме како христијанство. And I'm not speaking about details, Sabbath, clean and unclean food. И кога го велам ова, не станува збор за оние детали, како што се нели саботата, како што спомнавме, или чиста и нечиста храна. I'm speaking about the essence of the gospel. Туку зборувам за суштината на евангелието. We believe that Christ was born in the same nature as us. Ние веруваме дека Христос се родил, значи бил на оваа земја, живеел во природа како и нашата, They believe Jesus was exempt. а тие веруваат нешто поинако, значи дека не бил во таква природа. We believe that Jesus was an example for us. They believe Jesus was only a savior that took our place in listening and in dying. Значи, ние веруваме дека Исус Христос бил и наш пример, но тие веруваат дека тој бил само спасител. We Со believe тоа што нели го положил својот живот. that law must be kept. They believe that the law was that was dying on the cross together with Jesus. Ние веруваме дека законот треба да се држи, а тие веруваат дека законот бил поништен или умрел, престанал да постои заедно со Христа на крстот. We believe that the atonement was not finished at the cross. They believe that the atonement was finished at the cross. Ние веруваме дека помирувањето не се завршило на крстот, а тие го веруваат токму спротивното, дека таму завршило помирувањето. We believe that we will have a time when we will live without sinning. They don't believe this. Ние веруваме дека ќе постои време во иднината кога ќе мора Божиот народ да живее безгрешен живот. Тие не веруваат во такво нешто. We believe that righteousness by faith means justification and sanctification. They believe that righteousness by faith means only justification. Ние веруваме дека праведноста преку вера опфаќа и оправдување и посветување. Тие веруваат дека праведноста преку вера опфаќа само оправдување. So you see, between the Seventh-day Adventist teachings and the mainstream Christianity teachings, Значи гледаме дека меѓу учењето што го имаат адвентистите и она основно христијанско учење, we see a totally difference. гледаме дека постои тотална разлика. They are 180 degrees opposed. Тие се на 180 степени во спротивставеност со нас. And Adventists and non-Adventists should decide for themselves by studying the Bible И адвентистите, и неадвентистите треба самите да одлучат за себе, проучувајќи ја Библијата, who understood the Bible. кој ја разбрал јасно Библијата. The Adventists Дали адвентистите or the mainstream of Christianity. или останатото христијанство. Do you understand? Дали разбираме? So there is a theology totally different.
Значи, станува збор за тотално различна теологија меѓу двете групи. And if Adventists have the truth, И ако адвентистите ја имаат вистината, the other ones do not have the gospel. тогаш овие другиве го немаат евангелието. If the other one have the gospel, Во случај другите да го имаат евангелието, the other ones don't, the Adventists don't have the gospel. тогаш адвентистите го немаат евангелието. So for everybody, they must have and take a decision for the gospel, comparing the Adventist theology and the mainstream Christian theology. Значи сите треба, споредувајќи го евангелието кај едните и кај другите, да одлучат кој ќе го прифатат, дали адвентистичкото гледиште, гледање на евангелието или на останатите христијани. Okay, we go to the point 4. Одиме на точка број 4, за тоа што нели можеме да научиме од историјата на 50-тите. Таа точка е дека го сменивме начинот на кој гледаме за околу нели победата, надминувањето на греот. No, I have a question. Who was Bates? Прашање до вас, кој беше Бейтс? The founder of the Adventism. Yes, the founder of the Adventists. Точно, тој е основачот на адвентизмот. I know the answer regarding the Sabbath. Го знам оној одговор во врска со саботата и Бейтс. But we have another answer. Меѓутоа, чекам едно друго, Was еден друг Bates? одговор. Кој беше Бейтс? We have to keep perfectly the law. Okay, let's read now. Еве да прочитаме. We will remember what we Го have имаме read тоа во in the цитатот. first days about Bates, but the quote from the right will be very interesting after this. Да, тоа на тоа се сеќавам, меѓутоа цитатот што ќе читаме после, овој ќе биде исто интересен. Вели Бейтс активен во милитовото движење од 1839-та, во почетокот на 1845-та ја прифатил саботата како седми ден по читањето на статијата напишена од Прибл во надежта на Израел. Спарувајќи го ова ново откритие со идејата на Крозиер за тековната Христова служба во светињата на светињите пред второто Христово доаѓање, Бейтс бил првиот адвентист кој укажал на важноста на совршена послушност кон Божиот закон како подготовка за влезот на светите во нивното ветено наследство. So it's clear. Чи јасно е од овој. Now let's see the quote from the right side. Е сега да го погледнеме цитатот, овој краток цитат од десната страна. Пред Хепенстал, ова е една друга личност, ниту еден важен писател на адвентистите не ја негирал можноста за совршенство. So, don't forget. Значи да не забравиме. Prior to Heppenstall, Edward Heppenstall, Пред Хепенстал, Едвард Хепенстал, ќе видиме подоцна од него повеќе цитати, no important Adventist writer denied the possibility of perfection. значи не постоел ниту еден важен писател од адвентистските писатели кои што ја негирал можноста за совршенство. So the denial of perfection started with Heppenstall. Значи, отфрлањето на совршенството на оваа точка започнува токму со Хепенстал. Please remember this. It will be a big name in our history, and I think that most of us didn't heard about it. Запомнете го ова, About овој човек е едно важно име од нашата историја, а повеќето од вас можеби не слушнале за него. Okay, a fifth point in our history of the 50s Петата точка од нашата историја од 50-тите години is that we shift from the Adventist theology to the Calvinistic theology. и дека се случи тоа поместување, значи од адвентизам кон калвинистичките теологии. Значи го одбрахме патот кон калвинистичките теологии. Let's read what George Knight had to say about this. Да видиме што вели Џорџ Најт околу ова. Во првите редови на раните спротивставеници на теологијата на Андрисен бил Едвард Хепенстал. Ево на слика. Ако теологијата на Андрисен ги истакнала уникатно адвентистичките аспекти на сотериологијата, тоа е наука за спасението,
Хепенстал ги истакнал теолошките идеи на адвентизмот кои се заеднички со другите христијани. Тој бил со големо теолошко влијание во деноминацијата уште од почетокот на 50-тите па се до почетокот на 70-тите. Додека по пензионирањето издавал неколку влијателни книги за прашања поврзани со спасението, неговата наставничка кариера направила уште поголемо влијание врз таа генерација на студенти и од коледжот и од факултетот, кои ќе одекнуваат со неговата теолошка ориентација, значи преку нивното пишување, проповедање и предавање. Now, do you remember that Andreasen was a very important theologian in the Seventh-day Adventist Church from the 30s till the end of the 50s? Дали се сеќавате дека Андресен бил многу влијателен теолог во историјата на адвентизмот, во адвентизмот од 30-тите па се до касните 50. Now we are informed that Heppenstall worked against Andreasen teachings. Сега дознаваме дека Хепенстал делувал против теологијата на Андресен, неговите учења, да. So while in the 50s Andreasen's theology was going down, додека во 50-тите години Андресеновата теологија на некој начин како да замирала, believing in the possibility of overcoming sin, верувањето во можноста да се победи гревот, the theology of Heppenstall began to grow. почнува да расте во тој период пак теологијата, учењето на Хепенстал. You see the years 50s also there. Значи исто тука се спомнуваат 50-тите години. And Heppenstall became to be a very prominent speaker and teacher in our schools, theological schools. Значи овој Хепенстал почнал да станува многу битен, многу голем говорник и професор по нашите училишта. And also please note that Andreasen was emphasizing what is Adventist in Adventism. И ќе ве замолам исто така да обрнете внимание на тоа дека Андресен го истакнува она што е адвентистичко и изворно во адвентизмот. While Heppenstall was trying to identify Adventism with Christianity, to find some common points. Додека пак Хепенстал се обидува да најде некои точки од адвентизмот кои што се заеднички со останатото христијанство. It's clear Дали е јасно? for everybody? За сите, да. Okay, we are going to continue with the quote. Понатаму следи вториот дел од цитатот. Теолошкиот пакет на Хепенстал не бил учен само во училницата и во објавените статии, значи негови, но исто така и во поголемиот дел на неговата книга за сотериологија. Со теологијата на Хепенстал адвентизмот започнал да го пронаоѓа својот пат назад кон целосното разбирање на евангелското евангелие, кое започнал да го истакнува Мартин Лутер и другите реформатори во 16-тиот век. Хепенстал го поставил правецот, кој ќе биде следен во децениите што ќе дојдат, значи после тие 50-ти. So, the theology that Andreasen was teaching became to be shadowed. Значи, науката што ја учел Андресен на некој начин била засенета By a new theology. со една нова теологија. And this theology И ова нова теологија is a way back to the fuller understanding of the evangelical gospel preached by Luther. е правец назад кон целосно разбирање на евангелието кое што го проповедал Мартин Лутер And other evangelical preachers. и останатите евангелски проповедници. So Heppenstall is setting the direction to a new theology. Значи Хепенстал го поставува правецот на една нова теологија, нова наука, Where Adventist distinctive teachings во која што адвентистичките посебни учења were mixed with the understanding of the gospel of the Christianity. се мешаат, биле помешани со With the gospel of the со evangelical. евангелието на евангелското, така нареченото евангелско христијанство. Somebody here tried to kill the Advent movement.
Овде некој се обидел да го убие, да го сотре адвентистичкото движење. Somebody here tried to stop the Advent movement. Овде некој се обидел да го запре адвентистичкото движење. And the attack was not from outside of the church, but from inside of the church. И нападот, за жал, повторно не е од надвор, туку од внатре на црквата. And in this moment, in this church, begins a war. A war. Во овие мигови започнува вистинска војна внатре во црквата. A war between the official position for the new theology Војна помеѓу официјалните позиции на оваа нова теологија and some brothers and sisters who insisted that we must teach, preach and believe what we already know as truth since 1844. и од друга страна некои браќа и сестри кои што инсистирале дека треба да се задржиме на она што сме го учеле уште од 1844. As the time passed, Како што времето поминувало, the officials официјалните лица started to label those people, women and men who are trying to stand by the truth, saying to them as being dissidents. Значи, официјалните лица на црквата, како што поминувало времето, почнало да им лепат етикети на останатите, оние кои што се залагале за старите учења, нарекувајќи ги дисиденти. Some of them lose their membership. Некои од нив дури биле и исклучени. Some of them are still in the church and still fighting for the truth or near the truth. Некои од нив пак се уште во црквата и се уште се борат за вистината. But you must know that somewhere in the 50s and 60s, this war had begun. This war had begun. Меѓутоа мора да знаеме дека негде во 50-тите и 60-тите од минатиот век започнала таа борба. And is still in progress. И се уште трае. We go to the next slide. We are of the 5th point. We didn't move to the 6th. We are at the 5th. На петата точка сме. Дека го одбравме, нели, патот кон калвинистичките теологии. Тоа е таа истата пета точка, друг цитат, исто од Джордж Найт. Еден од следбениците на Хепенстал, кој посебно ќе биде видлив, бил Дезмонд Форд. За овој сме слушнали сега. Хепенстал ги препознал талентите на Форд во средината на 50-тите и соработката помеѓу Хепенстал и младиот австралијанец осликува врска помеѓу наставник и студент во раните години. Но Форд, после одредено време, ќе го помине, ќе го надмине Хепенстал во некои теолошки учења со кои неговиот ментор не можел да се согласи. Форд отишел и подалеку. How many of you have heard about Desmond Ford? Колку мина од вас сте слушале за Дезмонд Форд? Yeah. So, you know now who was the mentor of Desmond Ford. Сега го знаете менторот на Дезмонд Форд. Heppenstall was his mentor. Хепенстал бил тој негов ментор. But you see, something has happened. Меѓутоа нешто се случувало. While Heppenstall was trying to teach his student, додека Хепенстал се обидувал да ги учи своите студенти, a mixed Adventism with evangelical. Значи еден измешан адвентизам. Desmond Ford said in his mind, додека Хепенстал ги учил своите студенти еден таков помешан адвентизам со калвинистичките теории, Форд во својот ум this cannot be the truth. Велел ова не е вистината. And he had right. И имал право за тоа. But he was not going back to Adventism. Меѓутоа тој не се вратил назад кон адвентизмот. He renounced to everything. He renounced to the sanctuary. Туку He се renounced to the откажал atonement. од се откажал од светилиштето, се откажал од помирувањето. He renounced to everything what Adventism is. И се откажал од сето она што адвентизмот представува. And he accepted evangelical gospel fully. И целосно го прифатил така нареченото евангелско евангелие. He was smart. He was a smart guy. Бил неверојатно паметен, Дезмонд Форд. And the correct one in this point. И коректен, барем што се однесува до оваа точка. He understood that a mixture between Adventism and Calvinism cannot be possible.
Тој разбрал дека не е можна една таква мешавина на адвентизам и калвинизам. His mistake was that he didn't go back to the Adventism, Но неговата грешка се состоела во тоа што тој не се вратил кон адвентизмот, but he repudiated Adventism and embraced Calvinist туку се gospel. откажал од адвентизмот и го прифатил калвинистичкото евангелие. Now, I have a question. Имам сега едно прашање за вас. Do you remember what George Knight said about Heppenstall, what he has done? Дали се сеќавате што кажа Џордж Најт за Хепенстал, што направил самиот Хепенстал? Regarding what? Regarding the gospel. Во врска со Евангелието, што направил Хепенстал? What George Knight said about Heppenstall, Што кажал Џордж Најт за Хепенстал во врска со about his fuller understanding. за неговото. If you don't remember, we go back with the slide. Ако не се сеќавате, ќе одиме назад. It's this Heppenstall theological package was taught not only. Аха. The slide before. Yes, the slide before, and this is the idea. With Heppenstall theology, Adventism has begun to find its way back to a fuller understanding. Okay. Значи, со теологијата на Хепенстал, адвентизмот започна да го пронаоѓа својот пат назад кон целосното разбирање на евангелското евангелие, кој започнал да го истакнува Мартин Лутер и другите реформатори во 16 век. So, let's read again with our words what he's saying. Со наши зборови да преведеме, значи што сака да каже Хепенстал овде. Through Heppenstall, through him. Добро, As a channel. преку Хепенстал, The Adventist theology адвентистичката теологија, наука, find a way back пронашла некој начин, односно пат назад, to a fuller understanding of the gospel. кон целосно разбирање на Евангелието. So, they went to Luther and other evangelical Christians А of the тој пат, 16th century. тој пат ги довел до Мартин Лутер и другите реформатори од 16 век. So, Heppenstall is setting this course Значи Хепенстал го трасира овој правец, пат, that is followed after by others. кој што подоцна ќе биде следен и од други. New generation of pastors, ministers, administrators. Нова генерација And на members. пастори, администратори, службеници и членови на црква. So it's clear? Значи јасно е. Now tell me, what we should ask now? Сега кажете ми, кое прашање сега треба да го поставиме? Што треба да запрашаме? I try to help you. Се обидувам да ви помогнам. George Knight say Џордж Најт вели that when Heppenstall discovered the real gospel of Luther, дека кога Хепенстал го открил вистинското евангелие кај Лутера, the Adventism find the light. адвентизмот конечно ја пронашол светлината. The light of the real gospel. Светлината на вистинското евангелие. The light of everything. Светлината на се. The light of Jesus. Светлината Христова. So the question is, Прашањето се поставува. За ова има проречено сестравање, дека заедницата повеќе не се наоѓа на патот за храна, него патот го навраќање во мисија. He said that Ellen G. White prophesied that the church is not going to Canaan, but he's... yes, I'm agree. Let's Се сложувам, да. take number 6 now. Да одиме на точката број 6. You have the answer up. И овде го имаме и одговорот. Дека се вративме, значи што можеме да научиме од таа историја во 50-тите е тоа дека се вративме во теологијата на Лутер, а преку него се вративме кај Августин. Теологот што ја обликувал католичката доктрина. I ask to you, what we should ask
when we find that Heppenstall was going back to Luther? Што треба да запрашаме кога пронајдовме, видовме дека Хепенстал со својата теологија се враќа кон учењето на Лутер. We should ask if Luther was teaching the real gospel. Значи треба да го поставиме прашањето дали тогаш можеби Лутер го проповедал вистинското евангелие. No? Зарем не? We should think. Треба да размислуваме. If by going to Luther, Heppenstall discovered the light, Ако враќајќи се кај Лутер, Хепенстал ја открил светлината, we must be sure that Luther have had the light. тогаш мораме да бидеме сигурни дека токму Лутер ја имал светлината. Because if Luther had the light, Бидејќи ако Лутер ја имал светлината, what Heppenstall discovered was good. она што Хепенстал го открил е во ред. But if Било добро. Luther did not have the light, Меѓутоа, ако Лутер ја немал светлината, what Heppenstall discovered was only a spark. тогаш она што Хепенстал го открил било само една искра од таа светлина. Understand? Дали разбираме? Let's see. Еве да го видиме тоа. Let's read what it's a quote that you already know, L.H. Christian. Еден цитат кој што веќе ви е познат. Прочитаме кое е било ова учење за праведност преку вера, кое е станало главен извор на големата преродба на адвентистите, како што учела и потенцирала господја Вајт и други. Тоа било истото учење кое го поучувале Лутер, Весли и многу други Божји слуги. Now, not only Heppenstall was teaching these things, Значи не само Хепенстал ги поучувал, не бил само Хепенстал тој што ги поучувал овие работи, more others have done so. туку и многу други го направиле истото. But some are more influential than the others. Меѓутоа, некои се повлијателни од некои други. Some have more charisma. Некои имаат повеќе харизма. And that's why sometimes some names are more in front than the others. И затоа некојаш некои имења се онака се повеќе се истакнуваат отколку некои други. That's why Heppenstall is most known than the others in Adventist history. Затоа of that time. Хепенстал е многу повеќе познат од некои други. Now, let's find what Luther has been teaching. Сега да пронајдеме да видиме какво било учењето на Лутер. We go to the first quote in this subject. This is the one. Yes. Еве го првиот цитат околу тоа. Уште од првите денови во манастирот слушал како се чита Августин. А во 1508 година тој набавил некои негови дела и фаќал забелешки. Овој најпрониклив од сите христијански филозофи, почнувајќи од Павле, преку неоплатонистите и Викторинус, ја прифатил доктрината за оправдување по вера. Од епископот на Хипо, овој студент од Витенберг добил повисоко сваќање за Бога. Од него исто така дошла доктрината за изопаченоста на човековата волја и новото сваќање за природата на гревот и милоста. So, we try to understand the quote. Да се обидеме сега да го разбереме цитатот. It's a quote about the history or how Luther discovered the righteousness by faith message. Тоа е еден цитат кој што ни говори за историјата и за тоа како Лутер ја пронашол доктрината за праведност преку вера. And the author of this book, Preserve Smith, Авторот на оваа книга, Preserve Smith, said that Luther, from his first days in the cloister, monastery, вели дека Лутер уште од своите први денови во манастирот have heard readings from Augustine writings. слушал, значи како се читаат списи од Августин. And in 1508 he began to be acquainted with some of his works, Augustine works. И во 1508 година веќе и добил некои од неговите дела. Okay, and he annotated them. He made some notes on them. И фаќал забелешки, нели, подцртувал некои. Now, Smith says about Augustine that he was the profoundest of all Christian philosophers.
Смит вели дека Августин бил еден од најпроникливите од сите христијански филозофи. And Augustine took from Paul И Августин зел од Павле by, through the Neoplatonists, преку неоплатонистите, кои да се тие. so by Greek philosophy, pagan Greek philosophy, Значи преку грчката, паганската грчка филозофија and by Victorinus, и преку Викторинус, the righteousness by faith doctrine. ја прифаќа, значи преку нив од паганската грчка филозофија, Викторинус, ја прифаќа доктрината за праведност преку вера. So, let me show you something to understand what happened. Да ви покажам сега нешто за да разберете што се случува. We have the writings of Paul. Значи, еве ги имаме овде списите на Павле. Paul in his writings presents correctly and perfectly the righteousness by faith doctrine. Павле во своите списи совршено ја презентира, ја представува науката за праведност преку вера. Righteousness by faith is nothing more than the everlasting covenant made with Abraham. Праведност преку вера не е ништо друго, туку оној вечен завет направен со Аврам. Now, Augustine was a Greek philosopher, Сега Августин бил грчки филозоф, converted to Christianity. кој што се обратил подосно, нели, и станал христијанин. And Augustine, Августин, and look at the quote, via the Neoplatonism, so by Greek philosophy, преку неоплатонистите, значи преку грчката филозофија, understood the righteousness by faith message of Paul. ја разбрал пораката за праведност преку вера на Павле. Can you agree with this? Може ли да се сложите со вакво? So, I'm looking to the Word of God Значи, еве ја го имаме Божјето слово by the teaching of Satan, because this is Greek и philosophy, ја разбирам Библијата преку ѓаволски учења. and they understand, Тоа е грчката филозофија. and they understand the Bible and the righteousness by faith. И на тој начин ќе ја разбирам науката за праведност преку вера. That's the history of Augustine. Тоа е историјата за Августин. Now, let's go further. Да одиме понатаму. From the bishop of Hippo, this is Augustine of Hippo. From the bishop of Hippo, this is Augustine by Hippo, of Hippo. Where do you read? Huh? Do you read from the beginning? I read here Uh-huh. from the bishop of Hippo. You jump to the next slide. Ah, it's not that one? No, no, no. Where do you read now? See, in the end. Look here. It's from the first day in the cloister and from the bishop Oh, of no, Hippo. no, that's the other quote. It's this one. Yeah, and after first ellipsis. Добро, од епископот на Хипо, значи се помешав малку со слайдовите. Ja? So, learning from Augustine, Who was learning from Augustine? I mean, what do you mean by that? the guy from Wittenberg. Aha. Luther, because we are speaking about Luther. Океј, значи зборуваме за Лутер. Лутер, учејќи од Августин, He learned about God. значи дошол до спознавање и сваќање за Бога. So, Augustine was knowing about God by his Greek philosophy. Значи, еве сега повторно, Августин го спознал Бога And преку Luther- грчката филозофија, а And сега Лутер, is trying to understand the Bible by Augustine, through Augustine. сега подосно Лутер се обидува да ја разбере Библијата преку Августин. From him too come the doctrine of the depravity of the human will and the new realization of the nature of sin and grace. From Luther. Now. No, from Augustine. From him too. From him too, okay. Luther took the doctrine of depravity and the realization of the nature of sin. Значи од Августина исто така Лутер, односно дошла од Августин доаѓа доктрината и за изопаченоста на човековата волја и новото сваќање за природата на гревот и милост. So, according to this historian, Christian historian, Значи според овој христијански историчар, the higher concepts about God, the what? higher,
concepts about God, повисоките концепти за Бога, the depravity of the human will, изопаченоста на човековата воља the nature of sin, и природата на гревот and the truth about grace и вистината за милоста, were taken by Luther from Augustine. значи Мартин Лутер ги зел од Августин. Now tell me, when Heppenstall went back to Luther, Yes, where sir. Heppenstall went back? Е сега кажете ми, кога Хепенстал се вратил назад кон Лутер, каде се вратил во суштина? До Августин. To the pioneer of the Catholic Church theology. Кај пионерот на теологијата на католичката црква, науката на католичката црква. Do you understand what happened in the 50s? Дали разбирате што се случило сега во 1950-тите години? Now we continue with the next slide. Продолжуваме со It's следното. very important for you to know that this is the truth. Битно е да знаете дека ова е вистината. Now, the last one was a history book, Preserve Smith. Now, this book that we read now, it's from a document created by Catholics and Lutherans. Значи ова сега што ќе го читаме е од еден документ кој што е направен од лутераните и католиците заедно. So both Catholics and Lutherans are agree that Augustine was the mentor of Luther. И Let's тоа see. при комеморацијата за реформацијата 2017 кога се чествуваше 500 годишна или како беше. Црковните отци, посебно Августин, одиграле витална улога во развитокот и конечната форма на Лутеровата теологија. Нашето учење и свети Августин напредуваат, ке напише тој во 1517. А во Хиделберговата расправа од 1518, се извинувам, тој зборува за свети Августин како за најверен толкувач на апостол Павле. Според тоа, Лутер бил длабоко вкоренет во патристичката традиција. So if Luther was very deeply rooted in the patristic tradition, Ако Лутер бил толку длабоко вкоренет во патристичката традиција, when Heppenstall went back to Luther, кога Хепенстал се вратил назад кон Лутер, he rooted himself in patristic theology. и тој исто така се вкоренил во таа патристичка теологија. And if one will study to see what patristic theology means, we'll discover that И ако некој се зафати да види, да провери што значи ова патристичка теологија, ќе открие дека it's a mixture of Christianity, philosophy and paganism. тоа е мешавина на христијанство, филозофија и паганизам. So Heppenstall rooted in that tradition, Значи Хепенстал се secular tradition, humanistic tradition. коренил во една таква традиција, секуларна, хуманистичка традиција. Okay, from Preserve Smith again. Next slide from Preserve Smith. Добро, да, следниот слайд исто од Презерв Смит. Највредниот елемент на Августин, неговата доктрина за благодат и вера, била практично потисната до 16 век. Но во тоа време имаше неколку автори кои почнаа да ја заземаат уште пред Лутер, значи таа доктрина. Еден од овие со сигурност имал влијание над него. Брилијантниот француски хуманист, ако добро сега го прочитам, Лефевр де Тапълс, чии изданија на псалмите и Павловите посланија Лутер ги користел во своите универзитетски предавања. Неговата копија со забелешки во своите раци од француската збирка на псалми преживеала. И колку подлабоко се проучува, толку повеќе саксонскиот професор изгледа дека ја присвоил доктрината на неговиот претходник. Од ова, например, тој го позаимил неговиот екстремно комплициран метод на толкување на списите во неколку начини. Половина од нив буквално ги толкувала, половина во духовна смисла. Но тој бил далеку повеќе импресиониран од Павловите посланија, број 14, на Лефевр, објавени во 1512. Лутер тоа не го сватил дури 2 или 3 години подоцна. Кога станале, значи тие Павлови посланија станале основа на неговото предавање, на неговите предавања за посланието до римјаните. Now from this quote we understand that Од овој цитат пак разбираме дека in the Catholic Church of that period, во католичката црква тој период not only Luther preached the subject of righteousness by faith and не е grace, само Лутер, оној кој што ја проповедал
темата за оправдување со вера. but also other Catholics, Туку и as this други, French guy and други humanist. католици, како и овој французин овој. Now the question is, why was Luther Прашањето е зошто Лутер, put under death by the Catholic Church, зошто Лутер, кој што ќе биде убиен од католичката црква, but this humanist guy no? But this humanist guy, Lefebvre, no, was not put under death. Меѓутоа овој, Лефевр, не го снашла таква судбина. As you can see, Luther and Lefebvre were teaching the same thing. Како што ќе видиме овде, и Лутер и Лефевр исто учеле. Luther put his hand on the corruption from the Rome. Меѓутоа, разликата е тоа што Лутер се дигнал против корупцијата во католичката црква, This was the main problem, not theology. против расипаноста. Тоа е главниот проблем, а не нивната теологија. Тоа што Лутер се дигнал, овој не. Because Luther was an Augustinian monk. Затоа што, знаете ли дека, односно еве, како што гледам и од ова, Лутер бил августински монах. The only discovery of Luther Единственото откритие на Лутер was the gospel according to Augustine, nothing more. било Евангелието според Августин и ништо повеќе од тоа. Of course, he had some differences, but are minor. Секако имал некои разлики во однос на августинското Евангелие, меѓутоа тоа биле ситници. The main issue is the same. Главното прашање, главниот проблем е истот. We are Истиот. born sinners. Ние сме родени грешници. Jesus was born in different flesh than ours. Исус бил роден во поинакво тело од нашето. And because we are sinners, we cannot overcome sin. И заради тоа што ние сме грешници, не можеме да го победиме гревот. Augustine and Luther, the same teaching. Августин и Лутер го застапувале ова исто учење. So when Adventists, by happenstall, went back to Luther, Така да кога адвентистите преку Хепенстал се вратиле кон Лутер, they went back to Augustine. всушност се вратиле кај Августин и неговите учења. I'm not saying that they are teaching exactly what Augustine was teaching. Јас не велам дека тие го учат токму она што Августин го учел, I'm referring only to the main understanding of the gospel. туку ве насочувам и тоа што го велам се однесува само на основното разбирање на Евангелието. So the details are maybe different, Значи, може би деталите се поинакви, but the main issue is identical. меѓутоа главното нешто е идентично. Главнината е идентична. Now, who is Saint Augustine? Сега да видиме кој е Свети Августин. Свети Августин покрај Исус Христос и апостол Павле бил веројатно највлијателната фигура во историјата на христијанството. Како бискупот од Хипо, кој се наоѓа во северниот дел на Африка, и озогласениот филозоф, така и Августин ја оформил доктрината на католичката црква и направил лакмус тест за православието, а преку протестантската реформација па и пошироко. Who is Augustine according to Christian history? Кој е Августин според христијанската историја? The man who shaped Catholic theology. Човекот кој што ќе ја оформи католичката теологија. So where Heppenstall went back? Според ова, каде се вратил Хепенстал? To the main teaching of the Christian Church. Yeah. Do you understand? Дали го разбираме ова? Do you understand why we have this war in the Seventh-day Adventist Church? Дали разбираме зошто значи ја имаме ова борба во адвентистичката црква? Do you understand why it's important to stand up and stay near the truth? Дали разбираме сега зошто е важно да станеме и да застанеме и да стоиме на страната на вистината? Now, those who were going back to Augustine
Сега, оние кои што се враќале назад кон Августин, labeled the other that stayed near traditional Adventism as dissidents. им лепеле етикети на оние другите кои што стоеле на страната на вистината, ги нарекувале дисиденти. Now let's find what dissidents means. Да видиме што значи дисидент. Merriam-Webster dictionary, you can find on the internet. Да, the Меријам definition. Вебстер речникот, кој што може да се најде на интернет. Отстапување од најчесто прифатените верувања или практики, или дисидентски елементи во рамките на католичката црква. So what is a dissident? Што е дисидент? Оној кој отстапува од најчесто прифатените верувања или практики. A dissident is a man or a woman Тоа е маж или жена who does not accept the Catholic teaching. кој што не ги прифаќа римокатоличките учења. So to be a dissident, it's an honor. Значи да се биде дисидент е чест. And the remnant will be formed only by dissidents. И остатокот ќе го сочинуваат само дисиденти. Agree? Дали се служуваме со ова? Those who are not dissidents will not form the remnant of God's people in the last time. Оние кои што не се дисиденти нема да бидат дел од остатокот на Божиот народ во времето на последокот. Let's read something from Revelation 12:17. Да откриете, да го прочитаме познатиот стих од Откровение 12:7. Read. И се разлеви змеот на жената и отиде да војува со другите од семето нејзино, што под еден ги пазат Божите заповеди и под два го имаат сведоштвото на Исус Христос. Verse 17 presents two main characteristics of the remnant. Во 17 стих од 12 глава Откровение ги имаме двете главни карактеристики на остатокот. The first is that the remnant is Првата карактеристика е дека остатокот keeping the commandments of God ги пази Божите заповеди by faith. преку вера. Секако. So again, the sanctuary doctrine, the law and righteousness by faith are subjects that are together. Повторно, учењето за светилиштето, законот and what? Righteousness by faith, sanctuary. Значи, учењето за светилиштето, законот, праведност преку вера се поврзани сите овие учења. Clear till now? Дали е јасно до тука? For sure. Сигурни сте? Ке видиме, има 100 прашања, мислам 90 прашања, па ќе видиме понатаму. Okay. So, we can continue now. Можеме да продолжиме сега. George Knight identified a problem in Andreasen methodology of teaching for himself and teaching other. Джордж Најт, can you repeat? Yeah. George Knight found a problem Значи, Джордж Најт пронашол проблем in the methodology used by Emil Andreasen. во методологијата што ја користел Андрисен. Even that we speak about what the style in which he was studying, even if we speak about the style he was preaching. Иако зборуваме во начинот на кој тој како поучувал, но и во начинот како проповедал. Now, let's see what problem George Knight found. Сега да видиме каков е тој проблем што Джордж Најт го пронашол во методологијата на Андрисен. Тој, Андрисен, очигледно ја следел унапредената методологија на A.T. Джонс. Джонс во 1894 тврдел дека единствената вистинска употреба на сведоштвата е да се проучува Библијата преку нив, така што работите кои што се изнесени во нив ги увидиме и спознаеме дека се во Библијата. И тогаш да ги презентираме тие работи на другите не од сведоштвата, туку од самата Библија. Дали Андрисен ја зел методологијата директно од Джонс или пак индиректно ја стекнал од него преку начинот на кој адвентисти се бавеле со теологија во 30-тите и 40-тите, е тема отворена за дебата.
Но она што е несомнено е дека Андресен не бил во хармонија со адвентните пионери на темата авторитет. Do you understand? Дали го разбираме ова? If not, I will repeat. Ако не ќе го повториме или ќе го прераскажеме на некој начин. Do you understand the problem? Дали го разбираме проблемот овде? Should you explain it? Okay. George Knight says Джордж Најт вели вака, that Andreasen made a mistake, дека Андресен направил грешка, a mistake that was made also by Jones. која што исто така ја направил и Джонс. The mistake was that they were А thinking грешката е во тоа што тие мислеле дека that we should take the testimonies of Ellen White. we shouldn't. We should take the testimony of Ellen White. Треба сведоштвото на Елен Вајт Go to the Bible да ги земеме, па да одеме до Библијата and to understand the Bible through the testimonies. и да ја разбереме Библијата преку сведоштвата на Елен Вајт. And George Knight is saying that our pioneers did not do so. А Джордж Најт вели дека they did not. Did not do so. Дека нашите пионери тоа не го правиле, тоа не го практикувале. So, he is quoting a quote from A.T. Jones, Значи тој цитира цитат од A.T. Джонс and now I want you to see the whole quote of Jones. и сега да го погледнеме целиот тој цитат, целиот пасос од Джонс, па да видиме дали повторно можеби Джонс Let's не read лаже. it together Да го прочитаме заедно, and see that you are agree with it or not. па да видиме дали ќе се сложиме или не. Сведоштвата не се за да го омаловажуваат Божјото Слово, туку за да се воздигне и да се привлече умот кон него, за да може убавата едноставност на вестината да ги импресионира сите. This is from the... It's a magazine, the Home Missionary. Добро. Значи тоа е едно списание. Сведоштво подоцна вели, затоа правилната употреба на сведоштвата не е да се користат какви што се сами за себе, како да се одвоени од Божјото Слово во Библијата, туку да се проучува Библијата преку нив, за да нештата кои што се изнесени во нив ги видиме и знаеме за нас самите дека се наоѓаат и во Библијата, а потоа да ги пренесеме тие нешта на другите не од сведоштвата, туку од самата Библија, за да може другите сами да видат дека Библијата вели така. It is something wrong here? Е сега, ова е целиот цитат. Дали овде има нешто што е погрешно, што не е во ред? If I read the book of, I don't know, what name do you want? Ако еве да речеме читам некоја книга од било кој автор, I'm going to the Bible to see if that author is saying as the Bible is saying. и потоа ќе проверам во Библијата дали авторот на таа книга го вели она што Библијата го вели. The author is saying the truth, Авторот ја кажува вистината, but when I present the truth, I'm not presenting it from the author, but from the Bible. меѓутоа кога јас им ја презентирам таа вистина на другите, тоаш не ја презентирам од книгата на авторот, туку преку Библијата. What is wrong here? Тоа што е погрешно овде. In fact, George Knight tell us do not read his books. Во суштина Джордж Најт овде вели да не ги читаме книгите на A.T. Джонс. Because we should not know the Bible and Adventist history by his books. За да не ја дознаеме Библијата преку и адвентистичката историја преку неговите книги, But from our research. туку од наше лично истражување. Now, John said this in December 1894. А ова Джонс го кажал во декември 1894. Let's see what he was saying in 1893. Да видиме сега што кажал во 1893. Вечерот ќе започнеме токму таму каде што застанавме минатата вечер, со мислата што беше пред нас дека сега ќе продолжиме да ја проучуваме оваа тема како што е изнесена во Библијата. Би можел да си дозволам време и да прочитам се од сведоштвата и од патот кон Христа. На оваа тема би можел и од таму, а и од Библијата да ви проповедам. Но наидувам на следниот проблем. Се чини како браќата да се толку задоволни со ова што ќе го прочитаме, што не сакаат да отвориме Библија и да читаме од таму.
Токму затоа служат сведоштвата и патот кон Христа. Тие се за да не поведат, да видиме дека истото тоа може да го најдеме и во Библијата и да го добиеме од таму. Сега, ова ќе го избегнам намерно, но не затоа што е погрешен таквиот пристап, но она што го сакаме, браќа, треба да го добиеме од Библијата и да знаеме да го пронајдеме таму, во Библијата. А тоа е токму лично Божиот начин, како што е истакнат и во самите сведоштва. Да ви прочитам тука од билтенот на Генерална конференција или 193-та. Божиото Слово е доволно да може да го расветли и најпомрачениот ум и може да биде разбрано од оние кои имаат желба да го разберат. Но без оглед на сето ова, некои кои исповедаат дека Библијата им е главното четиво, всушност живеат во директна спротивност на неговите јасни учења. Потоа, за да ги остави мажите и жените без изговор, Бог им дава јасни и одредени сведоштва, со кои ги води повторно назад кон Словото, кои тие занемариле да го следат. What is wrong here? Што има погрешно овде? Do you see something wrong in this quote? Дали гледаме нешто погрешно во овој цитат? This is the normal. We don't see a problem, but George Knight. Yeah, okay. Now let's read another quote from 1897. It's after that quote quoted by George Knight. 1897, ова е напишано од Джонс. Предпоставувам дека овде нема никој кој не мисли, туку вистински верува во духот на пророштвото. Значи не само дека мисли дека верува, туку вистински верува. Односно дека духот на пророштвото и припаѓа на црквата, на оваа вест која се манифестира преку сестра Вајт, и дека во овие нешта се верува, барем се исповеда дека се верува, се додека идејата и писмото докажуваат дека таквите нешта се дел од ова дело. Но овде не лежи проблемот, бидејќи ние сме сега во неволја. Кога не знаеме, ние сме во поголем проблем од тоа кога сме во неволја и знаеме за тоа. И повеќе од тоа, Божето дело, како и вие и јас, сме во таква неволја, што сме во опасност да се изложуваме од ден на ден на Божиот гнев заради тоа што сме каде што сме. Кога Господ ни кажува во каква неволја сме, тој ни кажува како сме се нашли таму и како да се избавиме. Сето тоа се случува заради занемарување на сведоштвата. Тогаш кога ќе се најдеме во неволја, заради нивното занемарување, и кога сведоштвата ќе ни кажат како да се избавиме од неволјата, и ние ќе ги послушаме, тогаш ќе им бидеме навистина, вистински послушни на сведоштвата. Now, the problem that George Knight found in M.L. Andreasen methodology and John's methodology Проблемот што Джордж Најт го нашол во методологијата на Андресен и на Джонс has as a base a quote from John's from 1894. во основа го има еден цитат на Джонс from 1894. од 1894. I show you that quote. Ќе ви го покажам тој цитат. After that, I showed you a quote from 1893, a year earlier. Потоа ќе ви покажам еден цитат година порано од 1893. And now I showed to you a quote from 1897, after, 3 years after А еве овде 1894. сега покажавме и цитат 3 години после тоа, 1897. Now, in 1908, Сега во 1908, во 1908 година, when Jones had some problems with the leadership of the church, кога Джонс имал одредени проблеми со раководството на црквата, Ellen White sent to him a letter Елен Вајт му праќа писмо in which she says во кое што таа вели. he had a vision from the Lord, Имала визија од Господа and she says to Jones, и му вели му се обреќа на Джонс. Бев упатена да ги искористам твоите студии, проучувања, испечатени во билтенот од Генерална конференција од 1893 или 1897, значи ги спомнува токму тие моменти, кои содржат силни аргументи во врска со валидноста на сведоштвата и кои што го потврдуваат дарот на пророштвото меѓу нас. Ми беше покажано дека на мнозина ќе им бидат од помош овие статии, посебно на новодојдените во верата кои не се запознаени со нашата историја како народ. Ќе ви биде од благослов повторно да ги прочитате овие аргументи кои беа врамени од Светиот Дух.
So Jones was saying the same things in 93, 94 and 97. Значи Джонс ги кажува истите работи и 1193 и 1194 и 97. George Knight said that we should use the method of Jones. Should not use the method of Jones. Thank you. Джордж Найт ни вели дека не треба да ја користиме оваа методологија што ја користил Джонс. But Ellen White says to Jones Меѓутоа Елен Вајт имала визија, па му вели на Джонс: what you said in 1893 at the General Conference and 97 at the General Conference му се обраќа со зборовите, она што ти го кажа на Генералната конференција во 93 и 97 was from the Holy Spirit framing. беше врамено од Светиот Дух. Those who are newly come to the faith И оние кои што се, значи, новодојдени во верата, should read what you have preached in 93 and 97. треба да ги читаат тие проповеди од тебе, ово што ги проповедаше 93 и 97. Now a question to you. Сега прашање до вас. If somebody new to faith will come to you, Ако некој нов во верата дојде до вас, кај вас, do you have these sermons of John's to offer him? дали ги имате можеби овие проповеди на Джонс за да му ги понудите? We don't have it in Macedonian. No. But you should have. Ги немаме на македонски, меѓутоа треба да ги имаме. I'm encouraging you to translate these sermons 93 and Еве 97. ве охрабрувам токму овие негови проповеди на заседанието на Генерална конференција што ги проповедал или 193 и 97 да ги преведете. They are important for you, Тие се важни и за вас, but also they are very good for those who are coming and are new on faith. но се многу добри токму за оние кои што се новодојдени во верата. Now, we jump to the next slide. Одиме на следниот слайд. Okay, point number 7. Точка број 7. What we learned from the years 50s Што можеме да научиме од историјата на 50-тите години? is that Ellen White needs today assistance to help her Дека Елен Вајт имала потреба од помош, од асистенција, за да може да се изрази. so she couldn't express herself. Чи таа самата не можела да се изрази. She says something, but she wanted to say something else, or I don't know. She needs Кажала assistance. нешто, ама нешто друго сакала да каже и, знаете, едноставно немала можност самата да се изрази. Now, I want you to discover and to say if she needs or not assistance. И сега сакам да откриете самите, да видите дали е потребна асистенција, помош или пак не. One, but it's not working. So, forget what is black and read only what is with Значи, не го читате на во црно, во средината magenta зала. or what color is that. Христос со длабок копнеш очекува да се покаже во својата црква, кога неговиот карактер совршено ќе се обнови во неговиот народ, тогаш кога неговиот карактер совршено ќе се обнови во неговиот народ, тогаш тој ќе дојде да го земе како свој. Ова е цитат од Христови параболи. Now, yeah, Christ of the lesson, page 69. What do you understand from this quote? Што разбираме од овој цитат? Значи, Христос со длабок копнеш очекува да се покаже во својата црква. Кога неговиот карактер совршено ќе се обнови во неговиот народ, тогаш тој ќе дојде да го земе како свој. We have to live as Christ lived. We have to live as Christ lives. After we done this, what's happened? Добро, треба да живееме како што Исус живеел, и после ова што се случува? Christ will come. Okay. Исус ќе дојде. My dear brothers and sisters, you made the school in vain. According to Woodrow Wilson, not according to me. I don't understand what You understand? My brothers and sisters, Okay. you made the school in vain, with no use. Okay, but which school? Their school, everybody what school have finished. 4 grades, 8 grades, master degree, doctoral degree, doesn't matter. Џаве сте учеле школа, сака да каже. Сега не знам дали тоа е, ќе видиме. Why?
Зошто? Because you did not understood correctly what Ellen White was saying. Затоа што не ја разбравте Елен Вајт што точно сака да каже. Let's see how you should understand what Ellen White was saying. Ајде сега да видиме како треба да ја разберете Елен Вајт, што сакала да каже. Now let's read the whole quote of Woodrow Wilson from the Ministry magazine, October 1994. The Ellen White statement. Цитатот на Елен Вајт, кој најчесто се споменува како поддршка на принципот на жетвата, се наоѓа во Христови параболи на страна 69 страна. И сега тој вели, забележете дека овој цитат не вели дека Бог мора апсолутно да има таква црква, туку дека тој само со длабок копнеш очекува такво нешто. Многу паметни луѓе на овој свет има, значи, това работа. Не знам од кај има овој памет. They believe we are stupid. Тие мислат дека ние сме глупави, па не знаеме што читаме. I hope we not. Се надевам дека не сме такви. This is not the only quote of Ellen White that is swifted. Значи, ова не е единствениот цитат од Елен Вајт кој што е погрешно интерпретиран. A lot of other important quotes Многу други важни цитати исто така. receive the same treatment. Значи, добиле исти третманот тие. In the writings of the new theology professor, pastor and teachers. Во списите на пастори, писатели и учители на новата теологија. Let's see another one. Да видиме уште еден. You know it, we have read it, but I want to now to see in this context again. Сме очитали овој цитат, меѓутоа во овој контекст кој што зборуваме, дали Елен Вајт имала потреба од асистенција, од помош, и не можела да се изрази. Според сваќањето на Елен Вајт, моралното и духовното совршенство не значи совршена безгрешност, туку љубов која се усовршила преку присуството на Светиот Дух во животот на личност. Таквата личност е победоносна, бидејќи во незиниот живот не ја толерира превласта на гревот кој е во еднина, ниту превласта на гревот во множина. So a victorious thief. What? A victorious thief. What do you mean by victory? You see it. Значи, еден крадец Is victorious because he does not tolerate the fact that he is thief. Еден успешен крадец е успешен затоа што тој he does not what? He does not tolerate. Тој не толерира, не го толерира тоа дека е крадец. You understand? Дали разбираме? This is what the quote is teaching us. If you do not tolerate your sin, you are victorious. Значи, ако не го толерирате вашиот грев, тогаш вие сте победници. Сте успеале. Really? Зарем е така? Some believe that others are stupid. Некои веруваат дека останатите се глупави. But this cannot be. Меѓутоа тоа не може да биде така. At least in the Seventh-day Adventist Church, Барем не треба да биде така во адвентистичката црква. where again, Каде што пак, if you were in the beginning of your faith, when you come to the first times in this church, you are careful to what has been preached here. каде што, нели, додека сте биле на почеток, после крштевањето, во почетоците на вашата вера, вие добро сте испитували и сте гледале што се проповеда или не. After you have been baptized, После крштевањето, you should have the same attitude. сака да каже, пред крштевањето сте биле добри проучувачи на Библијата, припремајки се за тоа, после крштевањето треба да останете истите. A Berean student of the Bible. What? A Berean. Значи да ја проучувате Библијата како оние од Береја. Now, let's see what Ellen White is saying about moral and spiritual perfection. Да видиме сега што вели Елен Вајт за моралната и духовното совршенство. Моралното и духовното совршенство преку благодата и моќта на Христос им е ветено на сите.
од дела на апостолите. Божиот закон е единствениот вистински стандард на морална совршеност. Христо и параболи, 2 цитати. Морално совршенство се бара од сите. Никогаш не треба да ги снижуваме мерилата на праведноста, за да се прилагодиме кон наследните и стекнатите склонности кон злото. Мораме да сватиме дека несовршенството на карактерот е грев. Сите благородни особини на карактерот потекнуваат од Бога и во него прават совршена хармонична целина. Па секој што ќе го прими Христа како свој спасител, има предност да ги прими и тие особини. Небесните сили ќе соработуваат со човечките орудија кои решително и со вера се обидуваат да постигнат совршенство на карактерот, што ќе им овозможи да постигнат и совршенство во делата. Секому што се вклучил во ова дело, Христос му вели: јас ти стојам од десната страна за да ти помогнам. Clear? Дали е јасно што вели Елен Вајт овде? Do you need assistance to read her writings? Дали може би ви е потребна помош за да ги читате незините списи? Okay, jump the next slide, please, and go to the second one. Okay, read it, please. Прво сведоштво. Божиот закон ќе биде задоволен со ништо помалку од совршенство, од совршена и целосна послушност на сите негови изјави и барања. Do you need interpret here? Дали ви треба толкување на ова што е запишано овде? You need Потребно ви е. only if you do not want to be as Christ promised to you that He can make you to be. Само ако не сакате да бидете како што Исус ветил дека ќе бидете. You understand? Дали разбираме? Ellen White and the Bible are very clear. И Елен Вајт и Библијата се многу јасни. We need somebody to interpret the Bible, and Ellen White for us Потребен ни е некој да ни ја толкува Библијата и Елен Вајт за нас, only if we do not agree what she is saying. само во случај ако не се служуваме со тоа што вели Библијата или Духот на пророштво. Let's read another quote. Читам уште еден цитат. Не можеме да победиме. Уствари, ние можеме да победиме. Да, целосно и потполно. Исус умре за да направи пат за спас за нас, за да можеме да го победиме секој зол темперамент, секој грев, секој искушение и на крај да седнеме со него. Clear? Јасно или не? As the light of the day. Very clear. Како сончев ден. Јасно. Okay, we jump 2 slides. Скокаме два. Also this. И this one also. Also yes. We read this. Го читаме овој. Оној што од срце ја почитува четвртата заповед, ќе го почитува целиот закон. Тој е осветен преку послушност. So it is clear. Значи јасно е, If we believe that the Sabbath will be the test in the last day events, дека ако веруваме дека саботата ќе биде тест во последните настани, the seal of God Божиот печат, in opposition with the mark of the beast, спротивставен со жигот на зверот од друга страна, now we must know that this seal of God, the Sabbath, тоаш мораме да знаеме дека овој Божи печат, саботата, is placed on the foreheads of those who are keeping entirely the law. ќе им биде ставен на челата на оние кои што целосно ќе го држат законот. Next slide. Следниот слайд. Please remember, Ќе ве in замолам mind да го имате ова на ум. Книгата Доктринални прашања, The Questions of Doctrine, ја остави доктрината за светилиштето недопрена, но започна да ги еродира незините темели. you understand? Дали го разбираме ова? With questions and doctrine, somebody start to destroy the Adventism. Чи преку оваа книга Доктринални прашања некој започна со уништување на адвентизмот. We are speaking about those who are going back to Luther light. Зборуваме за оние кои што се враќаат назад на светлината што ја имал Лутер. Now we go further. We try to finish the subject in this evening. Ќе се обидеме, значи, да завршиме ова презентација и ова предавање ова вечер. So please, maximum I think 5 minutes. Значи, ќе се стрпите.
во наредните 5 минути. The papal authorities. Следен цитат од Елен Вајт. Папските власти најпрво ги исмевале реформаторите, а кога тоа не го угасило духот на истражување, тие ги сместиле зад затворските ѕидови. Ги натовариле со ланци, а кога тоа не ги замолкнало или ги натерало да се повлечат, конечно ги довеле на клада и на меч. Треба да бидеме многу предпазливи, за да не ги направиме првите чекори на овој пат што води кон инквизиција. Божјата вистина е прогресивна. Таа е секојаш напредна, оди од сила во поголема сила, од светлина во поголема светлина. Clear? Дали е јасно? The spirit of investigation. Духот на испитување, истражување It is essential for everybody of us. е многу битен за секој од нас. If we don't have the spirit of investigation, Ако го немаме овој дух на истражување, на испитување, we have nothing. тогаш немаме ништо. Next quote, to disregard light is to reject it. Да се занемари светлината, значи да се отфрли. Отфрлањето на светлината ги прави луѓето заробеници врзани со ланците на темнината и неверувањето. Read it again, please. Уште еднаш прочитаме. It's very important. Многу е важно. Што да видите? Yeah. Да се занемари светлината, значи да се отфрли. Отфрлањето на светлината ги прави луѓето заробеници врзани со ланците на темнината и неверувањето. If you will see a chain on your hand or on your feet, you will understand that you are in bonds. Кога би било видливо дека сте врзани со ланци на рацете или на нозете, ќе разберете дека сте заробеници, дека сте заробени. But we cannot see the chains of darkness and unbelief. Меѓутоа, овие синџири на темнината и неверувањето не можат да се видат. So while we are bonded by them, we believe that we are free. Па тогаш зошто, ако сме врзани со нив, веруваме дека сме слободни? Tremendous life. Tremendous life. Hard life, let's say. Аха. Тежок живот. Terrific. Really? It is? Дали е така? Again, if we see some chains, we understand that we are in bondage. Повторно, ако гледаме видливи ланци, синџири, разбираме дека сме заробени. But if we do not see, we believe that we are free. Меѓутоа, ако не ги гледаме, тогаш автоматски веруваме дека сме си слободни. But the chains of darkness, spiritual darkness and of unbelief Меѓутоа, синџирите на духовната темнина и на неверувањето keep us in captivity. не држат во заробеништво. Please keep in mind this. Имајте го на ум ова. The last quote for this evening. Последниот цитат за ова вечер. It's about, or this quote was written in the context of Alpha of Apostasy. Овој цитат бил напишан во контекст на алфа отпадништвото, But what is written here by Ellen White но она што овде е запишано од Елен Вајт, applies fully in these days. целосно се може да се примени и за денешните денови, денешното време. Непријателот на душите се обиде да донесе предпоставки дека треба да се случи голема реформа меѓу адвентистите на седмиот ден и дека оваа реформација ќе се состои во откажување од доктрините што стојат како столбови на нашата вера, вклучувајќи се во процесот и на реорганизација. Ако би се случила ваква реформација, каков би бил резултатот? Принципите на вистината, што Бог според неговата мудрост ги дал на преостанатата црква, ќе бидат отфрлени. Нашата религија ќе биде променета. Основните принципи што ја одржуваат работата последниве 50 години ќе се сметаат како грешка. Ќе биде основана нова организација, ќе бидат напишани книги на нов поредок. Ќе биде воведен систем на интелектуална филозофија. Ова е познат цитат. You understand? Дали разбираме што е овде запишано? That's why important to have the Bible and the Bible only. Затоа е важно да ја имаме Библијата и само Библијата. Ellen White said very clear, my writings intended
to lead you to the Bible, are intended to lead you to the Bible. Елен Вајт е многу јасна дека незините списи се со цел да не доведат до Библијата. John was teaching the same thing, Andreasen the same thing. Истото тоа го поучувале и Джонс и Андресен. We must do the same thing, go to the Bible. Мораме и ние истото да го правиме, да се враќаме кон Библијата And the Bible alone. и само Библијата. I don't know if you understood what I'm saying by the Bible alone. Не знам дали разбравте што сакам да кажам под само Библијата. Do you think you understand? Дали мислите дека ме разбирате? I want to give an example. Ќе ви дадам еден пример. It's a reality, Ова е реалност not only in Romania. и тоа не само во Романија. The people are believing that they are believing in the present truth, Луѓето веруваат дека веруваат во сегашната вистина, that they are preaching the present truth, веруваат дека ја проповедаат сегашната вистина, that they are sustaining the present truth, дека се во сегашната вистина, following on internet a preacher, or two preachers, or three preachers, следејќи на интернет и гледајќи проповеди од еден, двајца или тројца проповедници. И тоа е тоа. and nothing more. И ништо повеќе од тоа. This is not going back to the Bible and the Bible alone. Ова не е тоа што ви го велам враќање кон Библијата и само Библијата. If you ask them to sustain with the Bible what they believe, they cannot do this. Ако ги прашате истите тие што следат на YouTube проповеди, да ви покажат, да ви го докажат тоа што го веруваат од Библијата, нема да бидат во состојба да го направат тоа. They are dependent on their favorite speaker. Тие зависат од своите омилени проповедници. Говорници. My dear brothers and sisters, the Bible and the Bible alone. Драги браќи и сестри, треба да биде само Библијата и само Библијата. Nothing or anything else. Only the Ништо Bible. или ништо повеќе од тоа, само Библијата. May God help us to understand this. Нека Господ ни помогне да го разбереме ова, It's very important. затоа што е многу важно. We should prove with the Bible Треба преку Библијата и со Библијата да докажеме, да покажеме everything what we believe from the Bible. сето она што го веруваме од Библијата, треба да можеме да го покажеме преку Библијата и докажеме од Библијата. When A.T. Jones was asked something Кога A.T. Джонс бил запрашан нешто by one of his brothers од еден од неговите in the браќа church, not physical, in the church, во црквата, значи, he said to him, Jones said to him, Джонс му одговорил: I won't answer to you, нема да ти одговорам, because if I will answer to you, затоа што ако ти одговорам, you will say, ти ќе кажеш: Brother Jones said so. така рече братот Джонс. Go home, read your Bible. И Джонс му рекол: оди дома и прочитај во Библијата. And you will have the answer. И ќе го добиеш одговорот. May God help us to do like so. Нека Господ ни помогне и ние така да правиме. Have a happy evening, Sabbath evening. Имајте убава саботна вечер And I hope that with the help of the Lord and by His grace, и се надевам дека со Божја помош и со неговата милост, in today's morning we'll be here. утро во овој ден ќе бидеме повторно овде собрани. God bless you. Нека Господ ве благослови. Амин.